Надлежните не отстапуваат. Клучна врата би можеле да добијат десетина болници низ земјава. Деталниот концепт за приватизација на јавното здравство ќе се знае во јуни, кога треба да бидат готови физибилити студиите. Според министерот за здравство, моменталниот здравствен систем не чинел, а со отварање на вратите за приватни инвеститори ќе се подобрил. Приватниот капитал да влезе како инвеститор во нашиот здравствен систем со цел да се ослободиме од непотребните трошици, тоа што сега во овој момент ни ствара и долгови и навистина еден огромен терет, и да се фокусираме кон здравствен систем кој што ќе купува услуги таму кај што е најевтино и најквалитетно за пациентите. А тоа значи дека секаде каде што потенцијален приватен партнер може да најде интерес, ке може да инвестира. Сегашната власт како опозиција ветуваше нешто сосема друго – квалитетно и достапно јавно здравство за сите. Владините планови за подобрување на здравствените услуги се менуваат, во планот за живот стои. Ќе овозможиме квалитетно јавно здравство достапно за сите, во кое што ќе работа стручни и квалитетни лекари. Ќе воведеме бесплатно болничко лекување за сите граѓани. Јавното здравство ќе обезбедува квалитетни и лесно достапни услуги, а граѓаните немаат потреба да плаќаат медицински интервенции во приватни болници. Синдикатот на клинички пред неколку дена предупреди дека со затварање на државните на сметка на приватните болници се означува почетокот на крајот на јавното здравство. Тие сметаат дека за вакви методи треба да се побара мислење од граѓаните.